коментар прво каква е формата на репрезентацијата, може ли некој изненадување да се направи за колку краток период во однос на тактиката и за слабите и позитивните страни на чешката репрезентација? Искрено да ви кажам, се прилагодуваме на целата ситуација, меѓутоа каква е ситуацијата за нас, таква е и за чесите и за сите други национални селекции. Таков е календарот и немаме ни право ни аргументи да се жалиме. Гледаме да го искористиме секој момент, секој саат, да направиме нешто што мислиме дека можеме да го подобриме, да биде подобро. Искрено да ви кажам, не сакам да, така да кажам, да ги пофалам моите играчи, меѓутоа сум задоволен, искрено да кажам, од формата, од односот, од ентузијазмот кој што го покажа во изминатите 2 дена, иако не комплетни, па дури и са белешниот надпревар. Филип Миркуловски и Филип Кузмановски после одигра надпревар, дојдоа са Вајле. Филип Кузмановски тренираше после 60 одиграни минути со Берлин. Поради возраста на Филип Жути Миркуловски му дадовме да се одмори, денес ни се приклучува со работа, меѓутоа беше присутен физички, гледаше што работиме. Така да се прилагодуваме, сум задоволен, но знаете како, викаат, некојаш си задоволен и не испаѓаат на крај работите како што треба, некојаш си незадоволен и тоа што не го очекуваш излегува. Секојаш треба да се биде предпазлив. Знаем, имаме искуство со чесите, како е таму, полна сала. Тие играат во еуфорија, во еден како да кажам, во еден налет. Сме имале и позитивен резултат таму еднаш, ама доста пати и сме губеле, и тоа со доста голема разлика. Треба да бидеме предпазливи во првите 10, 15, 20 минути поготово, да го почувствуваме теренот, да ја почувствуваме екипата на Чешка со новиот селектор. Мислам дека максимално сме ангажирани да се спремиме. Се надевам на добра представа, се надевам на добар резултат, нема воопшто да биде лесно. Као ние што имаме желби, тие имаат своји желби, тие се уште посигурни дека ќе бидат патници на следното светско правенство. Важни се и двата надпревари, меѓутоа не треба да дозволиме да ни се случи она што и се случи на Романија со нас, затоа што е стварно би било тешко да се надополнува таква разлика. Одиме со позитивна мисла, храбро, посветено, со зададени задачи, со цели, со улоги и се надевам дека јас имам играчи кои што, иако се млади ги рачунам до 30 години играчите, овие што се ајде така да кажам повозрасни, меѓутоа веќе со акумулирано искуство и во клубови и во репрезентации, со добри и со слаби партии. Стварно очекувам и верувам од нив дека ќе пружат една добра, квалитетна партија, меѓутоа со големо внимание и да бидеме внимателни сите, не да се плашиме, него да бидеме внимателни, поготово во првите во почетокот на надпревар, за да не им дозволиме да се размамнат чесите, као што инаку знаат на нивни терени. Сигурно дека многу е важно да се одиграат 60 минути константни, односно да нема падови во играта, за да нема и варијација на резултатот кој што знаеме и што се случи на мечот овде во Скопје против Романија, каде што ние бевме во позитива. Сега ние посакуваме и така да биде и таму, но во секој случај Чешка од европското првенство, Чешка сега. Видете, по мене јавно што го гледав на европското првенство над преварите, не ја разбирам одлуката да го променат селекторот, треба да бидат свесни дека одиграа со 2 финалисти егал надпревар кои што има шанси да победат. Меѓутоа тоа ја покажува нивната амбиција дека се незадоволни, дека мислат дека можат повеќе и затоа треба да бидеме внимателни, значи они веруваат во самите себе, во нивните играчи и во нивната национална селекција, која што е национална селекција со традиција. И тука треба да бидеме внимателни, значи они имаат високо мислење за себе, што можеби нас во некој дел ни одговара. Не верувам дека ќе не подценат, видоа дека и ние сме квалитетни, кога сме комплетни и кога сме внатре со главите фокусирани и знаеме што сакаме и што правиме, меѓутоа очекувам тежок дуел, не само таму, него и овде на возвратот во Скопје, во Македонија и ќе ни биде потребна максимална подршка од нашите најваци за да успееме да го реализираме она што си да го посакуваме. Го спомнавте новиот селектор, познатиот шпанскиот систем на работа, колку е потребно за да се преадаптира играта на една селекција или на еден клуб за, например, баш во Па тоа е многу тешко, поготово во национална селекција. Многу е тешко, друго е да работиш во клуб и на годишно ниво, каде што ги имаш сите тие играчи
секојдневно на собери, можеш да поправаш, да додаваш и да одзимаш работи, да анализираш. Овде се 2, 3, 4 дена сите играчи ти доаѓаат уморни од клубови, но како што реков, како е за нас, така и за сите други. Гледаме да се адаптираме што е најдобро. Иначе, Сабате, почит за него, еден од тренерите кои што во последните 7-8 години нивната тренерска кариера да оди во нагорна линија, од она што го пратам со Висла како игра, поготово ова година, мислам стварно е за респект, како има консолидирано екипата, како има стратегиски, тактички добро припремено. Тие се четвртфиналисти во Лигата на Европа и ми се допаѓа неговиот стил на работа и стварно ќе имаме тешка задача.